Почитувани земјоделски производители, почитувани гледачи, добро дојдовте во новото издание на вашата емисија Агроспектар. Секогаш отворено ги анализираме состојбите во аграрот, а целта е единствена – квалитетно земјоделско производство, барем од тоа што остана на малкуте површини во Република Македонија. Речиси сите дигнаа раце од земјоделското производство, државата најпрва, а потоа и производителите на храна, бидејќи не знаат ниту за кого ќе произведуваат, ниту што да произведат, ниту кој ќе го купи, ниту по која цена. Сега и лозарите ќе бидат во дилема каде ќе го продадат грозјето доколку се стори квалитетен род, по која цена и кога ќе се плати. Овие се прашањата кои што полека но сигурно овие 3 децении го уништуваат македонскиот аграр. Стоката исчезна од Македонија токму ради негрижата на државата во стимулација на одгледувачите на стока. Храната ја увезуваме, затоа што по се изгледа според политичарите поевтино е да си увеземе отколку да произведеме. Младите македонци работат на земјоделски површини, меѓутоа надвор од државата. Во кратки црти, тоа е вистината и тоа е состојбата во Македонија, во македонскиот аграр. Ке анализираме за времето, заштитата на виновата лоза, појавата на еска и третирањето. Тоа е дел од содржината на оваа емисија вечерва. Бидете со нас. Професор доктор Исто Вучков, добро ни дојдовте. Добро вене до вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Увертирата ви беше на вистина живописна и вистината од самиот импулс од теренот. И она што сега сме со 26-тиот ден веќе од јуни месец и влеговме календарски во летото и кое нешто се манифестира со оние пеколни вчерашни и денешни денови, каде што температурата е на вистина голема и укажува дека влегуваме во летото. Но, не случајно ние и во претходната емисија рековме, времето го обсервираме секогаш и онаа тектонско пореметување го евидентираме, бидејќи го следиме подолго време и имаме на вистина чудни временски појави. Еве сега, пример денешниот ден и утрешниот, измеѓу нив е предвидено да дојде ладен бран со можни врнежи од дожд, град и така натаму, да другиот ден, веќе сабота, недела, имаме повторно високи температури. Имаме пак. Тоа значи ли дека можноста за развој на болести е се поголема? Тоа е факт, бидејќи виновата лоза е се уште у чувствителна фаза. Но сето тоа, кое го ние имаме сега, како обсек, времето што се направи, што се може да направи за земјоделието, на вистина, јас сум лично, како стручњак, загрижен, бидејќи она што се случи со мрзнењето, со губењето на големи количини од праската, од кајсијата, од јапонското јаболко, од калинката, од преспанското јаболко, тоа се количини на производство кое ќе предизвика одредени и како пореметување во државата. Тоа ќе се почувствува после септември, октомври, ноември, каде што ќе мора да најдеме, пак ќе биде некакво задолжување на средства за увоз на производство. Сега нас ни преостанува овој дел, пример виновата лоза, барем до сега, што ќе имаме покасно малку повеќе обсек за неја, во една добра состојба за оние кои редовно заштитуваа, оплодувањето беше добро и овие топ температури кои ги имаме обусловуваат квалитетно растење на плодот, со добро наводнување може да се очекуваат и добри резултати. Но вие рековте една многу интересна реченица. Производителот веќе размислува, а каде со грозјето? Во трговската сфера или во визба, да некој манипулира со него.
Срекна е околноста што случајот сакаше да има некои европски пари за отварање на оние приватни визби, да може да се поприма целата количина на грозде. Меѓутоа сега запрени се и субвенциите, намалени се субвенциите, нема веќе поддршка за отварање на нови винари. Значи ли тоа дека и тие малку лозари кои што останаа ќе ги остават лозовите насади? Некој констатирал дека нема потреба. А тој некој врз основа на стратегија нема никаква заедничка основа и размислување за онаа стратегија, трајна стратегија која збориме за Република Македонија. За струмичко. Има големи количини на овошни, на градинарски култури, кои со доработка, а имаше фабрика, да може да влезат во пакување и да одат на европскиот пазар. Кавадаречко со винарството, нели? Имавме стварно една убава можност да на почетокот од осамостојувањето, зборам јас, бидејќи сега 30 години по осамостојувањето ние буквално, еве сега, немаме трајна стратегија за развој на аграрот. И тука сега времето кој чини одредени штети, да кажам, со тие ненормални појави кои се јавуваат, кај нас одно предизвикуваат одредена потреба од увоз и така натаму. И ние веќе од септември, октомври ќе излезе памфлет сигурно дека ќе влеземе во увозно зависните земји. Значи најмалку 1,5 милиарда до 2 милиарди ќе требаат за храна. Сега надеваме се, еве, Куртовската капија да кажеме дека е во една добра состојба сега. На неја треба топло време како што е сега, добри агромерки, на време. Значи дека ќе имаме повеќе ајварка за ајвар на есен или? Значи има големи можности за тоа, ако времето дозволи да се финишира производството. Така. Времето дозволи и ако трговската сфера не направи одредени грешки во чекори, да ги демотивира луѓето. Како што ги демотивираше со зелката, како што ги демотивираше со другите доматите. Доматите беа некни 30 денари. И дојдоа луѓе, производители на ран компир. Квалитетен, прва класа. Професорът вика, 15 денари сака да ми го земе компирот. А тој го одгледува под пластеник. И има квалитет, прва класа. Да, во трговската мрежа веќе 60, 70, 80 денари. А 70 денари беше откупна цена во магазините, во откупните пунктови. И сега за 15 денари. Тоа е се манипулација на трговската сфера, која мора да биде еднаш вразумена и да свати дека она екзистира од двете раци на... Политичарите често велат, пазарот ја диктира цената. Ние сме немокни. Кој го збори тоа? Така велат политичарите кога ќе се постави прашањето на ниска откупна цена, дали е на грозието, на кромидот, на оризот, на било кој производ. Знаете што, тој памфлет произлегува од трговската сфера, кој со политиката има заеднички дил. Во тој процес треба конзорциум, представник од производството, значи производителот, што е прв, бидејќи тој го ствара производот. Втор, да биде стручњакот, трет да биде трговецот, на крајот политичарот, кој треба да ги следи тие работи. И тука треба да се оди која е производната цена на производот и колку посто треба да се даде на откупувачот до трговската сфера, до маркетинг, службите кои продаваат производите. Тука мудрата политика која треба да ја цениме, треба да ја игра улогата на прав координатор на таквите работи. А не памфлет, пазарот ја диктира цената, која
откупната цена на доматите 30 денари или 25, одите во маркетинг, во магазин, во продавница, 120 денари. Каде е логиката од семка до готов производ 30 денари, од кој само што е откупил, транспортира до производ до чини 4 денари повеќе. Тука има ланец од нештата. Тука таа спојка мора да се разбие и тој конзорциум што во свое време во бивша Југославија постоеше, јас сум сведок на тоа. Имаше реални цени. Тоа значи И дека производител знаеше за која цена произведува. со таа цена што ја формираат трговците има да се поддржат и политичките партии за кампања и Комплет. се, меѓутоа на штета на оној кој што е заглибен во калта и Точно. произведува. Точно. Наместо земјоделски мотив на производ. младиот земјоделски производител, тој гледа дека е манипулиран. Го зима 30 денара производ од него. затоа младите со неговиот веќе- производ си ја гледам, вика гајбата во маркет продавницата 120 денари. А јас 30 денари од семка до готов производ. Тие фенофази. Ова што Дали го знаете говориме вели која е дека тешкотијата до производство? состојбата во аграрот е ужасно лоша и оваа година. Морам да кажам дека она што го гледам сега, значи имаме една целосна неизвестност, една целосна несигурност кај земјоделските фамилии. Немојте да ми замерате, тука нема никаква политика, тука има едно објективно видување. И градинарскиот производител, и лозарскиот производител, во неговата интима има несигурност. Зошто? Мислете ли дека кавадаречкиот производител, лозаропроизводител знае по колку ќе биде откупено? Не, тоа е непознато, меѓутоа деновиве моите информации говорат дека ќе се објави некаква цена која што кога ќе дојде бербата далеку од тоа и дека некој ја почитува и Знаете зашто е тоа така? Ке се види, барем до сега, има предиспозиции да имаме добра лозарска година. Оплодувањето беше добро. за сега немаме штети од пламеницата и пламеницата во количини. Град како што Кавадарец имавме. не го фати или го фати мал дел. Имаме добро оплодување на виновата лоза. Пепелницата, пламеницата не постигна некаков обем. На пониските места имаше појава почетна на пепелница и морам да ги пофалам. Овој лозарски район, и Неготино, и Кавадарци, генерално во Република Македонија, лозарите имаат најголемо практично искуство, сознание и чувство кога треба да прска. Иако голем дел од производителите од тој страф од пламеницата или од пепелницата, Прскаат да не и ги превари, повеќе од колку што треба. прскаат по 1-2 пати повеќе. Но вика нека се збие на тоа, само нека имам добар грозд. Да, меѓутоа се обременува производот со хемија и со да. дополнителни Токсични трошоци. творби и со... Ајде тука ова. околу заштитата. Како засега се извршена заштитата? Задоволува ли тоа, бидејќи веќе борбата против пламеницата е успешна, Точно, би рекол, против гроздовиот молец исто така, меѓутоа се уште е неизвестно појавата на трета генерација и има опасност од гроздов молец. Во каква кондиција е здравствено лозата? Сега, бидејќи гроздот е веќе оплоден, како што реков, евидентно е брзо растење на зрното, веќе оформување на гроздот и се гледат еден елан на добро исполнет грозд, бидејќи во таа фаза на оплодувањето времето какво таква беше поволно. Нема рехулјавост, неоплоденост и така натаму. Или го имамо многу мали количини. Така да сега преостанува, пак ќе кажам, добар дош, со кој треба да се внимава добро да се заштити виновата лоза, или добро наводнување, кое треба да го исполни гроздот,
И тоа последно или предпоследно прскање со употреба на оние стимулатори кои гарантираат поголема шекерност. Тоа го има веќе, јас со години веќе го работам тоа и имам фантастични резултати по однос на зголемени шекерни единици. А виновата лоза, грозот кога однесеш на визбата, зимат и гледат колку шекерни единици имаш. Што е тој веростоен доказ за вредностите на грозјето, нели? Оти шекерните единици кои ги прави грозот, се понатаму тие кои обезбедуваат квалитетно вино, квалитетен алкохол и така натаму. Тоа, тие предиспозиции сега се во една реална можност. И јас верувам дека, иако пак има најава на одредени врнежи од град, овој период, кога грозот е веќе оформен, да има било каков град, било какви, порано да нема никакви врнежи од колку да има град. Колку да има град. Градот, ние пак ќе се свратиме пред 2-3 години, оти долго ја имаме емисијата со она замаглување за Засилувањето, да. Ние имавме резултати кај виновата лоза. Да, меѓутоа таа пракса веќе ја напушти државата и ја напушти градоносните облаци се оставени. Не ми се јасни, меѓутоа имаме ризична состојба, бидејќи сега ова што денес се случува со времето и утре и измеѓу се најавува формирање на ладен облак од тие кумулонимбулусите, носител на град, силен ветер, дожд. Да, и веќе за неколку дена смалување на температура. Да, потоа повторно пак топлотен бран од пеколен 40. период. Таквиот период може да предизвика кај виновата лоза онаа шокантна состојба. И јас морам да го кажам тоа, што е најважно. Сега, ние кога ја гледаме органолептички виновата лоза е во една добра состојба. Иако веќе почна, а сега ќе продолжи со таквите шокантни температури, појавата на еска кај виновата лоза, што е потенцијална опасност, за која ние веќе зборуваме колку е опасна еската и треба ли да ги држи будни лозарите да вршат преглед колку ја има. Во секој случај да, и таа доаѓа сега како наследна работа од комплексот фомопсис, антракноза и вертицилиумот, пафузариумот, кои се тука присутни. Прво во една може ли лозарите лесно да ја детектираат и да утврдат дека тоа е еска? Веќе 90% тие се веќе едуцирани. И имам контакти со нив. Вика, професоре, гледам целиот чокот со гроздови толкави, почнува да лисијата интеркостално поцрвенуваат и повенува целата лоза. Како да живева стрес и целосно умира. Тоа веќе го има кај одредени лозари, тоа нека си проверат добро, ќе видат дека ако немат, за кратко време ќе имат, бидејќи имаме специфични пеколни услови кои ствараат кај виновата лоза такво нешто за активација на тие трахеомикози и за кратко време почнува внатрешно покафенување на стеблото и тука еската се појавува со добивање на една виолетова боја, интеркостално сушење и колабирање на целата лоза. Сега имам, затоа после ова наше заедничко разговарање, имаме еден таков прилог. Така, да го погледнеме прилогот. Кој ќе укаже, тоа е наше видување, лично од теренот, дека од година на година еската ќе се шири доколку не се превземаат оние неопходни превентивни мерки. Ајде да го погледнеме прилогот. Може.
дојдеме денес со еден, би рекол слободно, актуелен проблем за лозарството во Република Македонија. Бидејќи знаеме дека на немали површини ја имаме виновата лоза како стратешка култура, бидејќи лозарството на вистина во Република Македонија значи нешто. Поради пред се оние глобални климатски промени, ова година, освен градот, освен тие нагли температурни амплитуди, кои се евидентни, епилогот од тоа е нови појави кај виновата лоза, освен оштетувањето од град, имаме еден друг, нов, актуелен проблем, кој од недела на недела голем дел лозари велат: професоре, имам венење на цели чокоти одеднаш, колабираат со секрозие и навистина 150, 160, 200 лозанки имам во мојот насад. Некој помалку, некој повеќе, но имаме експанзија на развој на оваа појава. Ние во претходните емисии го најавувавме тоа, бидејќи спецификите на времето кој ги носи се такви за таквата појава, за таа апоплексија или еска, која ја мешаат многу стручни лица и квази стручњаци, ние денес ќе се потрудиме да го уедноставиме оној суштински дел на онаа појава што имаме и секако ќе дадеме предлог за можна санација или спречување на ширењето на ова оболување. Не е на одмен да кажеме дека и минатите години во многу помали размери имав клиенти што доаѓа, собственици на винова лоза: професоре, имам 1-2 чокоти кои одеднаш беа повенати со секрозие и мораше да го уништам чокотот. Таа појава неколку години се провлекува, но не во размери како што ги имаме оваа година, а една од причините, како што рековме, е токму глобалната климатска промена, оние топло-ладно, онаа врнежиот дожд, па сушен период, кој е нешто го ите како имунолошкиот дел на виновата лоза како култура. Ние ќе се потрудиме да дадеме еден опсек од реален, стручно практичен аспект како доаѓа до таа појава. Свесни сме ние, лозарството во Република Македонија дојде на степен да биде зависна од производство на калеми од Велика Дренова или од Трстеник. Каде што виоките понекогаш ги зима од тука, по 0,5 цент или како беше, па од таму ни враќа готови калеми со се вирус, со се еска, со се фомопсис и така, антракноза и така натаму. И мора да кажеме, оние долгогодишни насади, кои сега бележат таков рапиден чин на ширење на појавите, се должи и на неквалитетен саден материјал. Една од причините мора да се бара во тоа, бидејќи во 80 до 90% на насадите, каде што сум присутен, каде што секојдневието го делам со тие луѓе, на чокотот гледаме некоја пудуетина, некомпатибилност со младиот, со калемот, касен инкомпатибилитет и појави како што е оваа, ја гледате габата, еве
Таа е всушност, тој е причинителот стериум хирситумот во една форма каде што за некој представува како да, али не е важно. Брчокотот во доле во основата кај има подуетина и дека се е во ред. А тука е местото каде што од коренот доаѓа на надземниот дел храната. И тука се стопира многу нешта, а таа габа, ќе кажеме механизмот на нејзиното делување, како успева да она се инкорпорира, како го пушта овој ферментот оксидаза и како го плени трахеалниот дел на растението, кое треба да дотира храна. Растението горе во интензивен пораст, грозјето веќе за гоење, нема дотација на храна поради зачепување на системите тука и веќе почнува колабирањето. И тука кај производителите се причинува онај револт. Ние во насадите, еве ова слика не случајно ја оставаме тука, тоа е сликата која можеме да ја видиме во многу насади, еден чокот овде, еден тука, па еден таму, еден подале и таквите нешта се случка. За информирање, бидејќи рековме ќе го уедноставиме проблемот да биде сватен од лозарите, од производителите, за да нема забуни. Еската кај виновата лоза причинител на тоа болување е стериум хирситум. Но, за да овој патоген успее, тука тој е синхронизиран со комплекс од други причинители кои се присутни во еден симбиотички однос кај кореновиот врат, во стеблото и тука тие делуваат. Значи, ги делиме факторите за појава на еската, на таквото нешто. Делувањето на абиотските фактори и биотските фактори. Од абиотските фактори, тука рековме, фомопсисот е значаен, каде што знаат сите производители фомопсисот како си го ние носиме со калените, вертицилиумот, еутипата и овој хумофлора фасциаре. Со еден збор, тие абиотски фактори делуваат многу синхронизирано врз имунолошкиот дел на растението. Кога дојде и абиотскиот фактор, биотскиот фактор, а тука имаме температурни амплитуди секојдневно, еве ги, имаме екстремно сушни периоди, понекогаш месеци неврни дожд, имаме екстремно влажни периоди како што ги имаме, летни долги суши и сите тие услови влијаат на губење на оној прав имунолошки дел, а фаворизирајќи го оној комплекс од чинители, патогени, да тие ја надвладаат лозата. И што се случува? Всушност, при такви услови, како што ги имаме и таквата појавата доаѓа. Значи, габата, затоа реков и ќе повторам, оние насади кои немаат сертифициран и квалитетен саден материјал, уште кај спојното место, каде што не е добра спојката, не е компатибилна, тука има чеп за трансформација на храна и ред други можности на инкорпорација и влезот на
габата, второ со многу резови со макази, отвараме ние врата за продорот на габата. И габата влегува преку тие поголеми пресеци или преку кроењето. И неквалитетно калусирање на спојните места, кај калемите, и тука имаме едно некомплетно спојување каде што габата ја наоѓа приликата за да го тоа реализира. И она, користејќи го тоа, се инстилира во клетките и дрвестината, дрвенастиот дел, и сето тоа, таа подбрза постапка го трансформира трахеалниот дел кој треба да спроведува храна во тракт. Или по-конкретно. Значи, кога навлезе габата, таа влегува во оној дел, суштински дел во сршта, овде, и тука имаме ние еден чуден процес, каде што габата пушта, излачува ферментот оксидаза, кој ги убива клетките и потоа мицелиумот тука се шири, фруктифицира и бележи нагол раст од ова кон периферните делови на растението. И тука, за кратко време, тука веќе имаме очигледни прекратување на храната, на дотација на горните делови, и имаме почеток на венење. Тука сакам да ги информирам лозарите, бидејќи постојат две форми, аспекти што треба да ги знаат. Има акутна форма, каде што за ден-два целиот чокот се зафаќа и тој колабира, умира и завршен циркус. А има и хронична форма, гледате и сами. Таа хронична форма, значи постепенно сушење. Прво имаме интеркостална симптоматика, гледате, значи зелена нерватура, интеркостална симптоматика која фактички коренот ги покажува оние први знаци на овие појави кои ги имаме во ова. И покасно, за одредено време, еве таа една типична хронична форма, каде што лозата постепенно добива, ако е некоја црна сорта, добива некоја лила боја, некоја шаренило, хлоротична и така натаму, и тука веќе имаме целосно пропаѓање на целосни чокоти. И голем дел од производители сега се во небрано, бидејќи сите препорачуваат нешто како, колку, што, да се крои, да се прска, да се бања. Тука од таквото нешто, каде што имаме веќе целосно уништено ткиво на спроводниот систем, тие целулозни состојки и зидовите на клетките се целосно уништени, тука веќе трансформација на храна нема. И таа зона горе веќе нема опоравување. Пример, тој чокот ако е сечен би изгледал уште погрозно, со уште по закафенување на нештата, каде што доминира со тој фермент оксидаза, кој се шири и го зафаќа целосно дрвенастиот дел од пресекот на самото растение. И крајниот епилог, производителот губи принос, губи се и ја губи онаа суштина, бидејќи овој лозов насад кој е 8-10 годишен, тој влегува тек во една полна родност, каде што треба да ја враќа инвестицијата која ја има вложено земјоделскиот производител, лозарот.
А тука тој ова недела бе фрапиран кога од Неготино ми дојде човек, вика професоре, имам преку 160, друг ми вели преку 250 чокоти целосно уништени, увенати. И тој ќе мора да ги отстрани. Тој губи тонажа ова година и губи понатаму. Сега да засева тек калем, тоа нема никаква шанса, мислам, есента и така натаму. И затоа нашата првична појава, мислам, препорака, би била при набавка на саден материјал од винова лоза треба да се почитува хигиенско-техничкиот и здравствениот аспект. Значи, прав компатибилен калем. Ние веќе мора да кажеме на вистина, во Неготино веќе имаме фамилија која произведува квалитетни калеми, која делот, поединци сакат тоа да го омаловажат, но се работи за еден чесен, честит пристап, каде што технолошки тие во следниот период ќе се надоградат со квалитетни стручни калемари, со квалитетна сите стратификала и така натаму за производство на квалитетни калеми од винова лоза. Тоа е една од препораките за напред. Доста беше Велика Дренова или Трстеник или било тек од каде од друго место да ни даваат калеми кои веќе го имаат патогенот, кој за жал после 6-7 година, 8 почнува со таквите симптоми и со таквите појави. Но мора да знаеме дека тоа е од самиот почеток, значи патогенот е бил присутен уште од самиот почеток, од самиот калем, каде што не е добра спојката, патогенот бил во една латентна форма и сега кога дојдат такви строги услови на подолги суши, растението колабира, го губи имунитетот и тука веќе плен е на таквите појави. Мора да кажеме дека тоа не е појава само во Република Македонија. Имам контакти со Бугарија, имам контакти со Србија. Точно со луѓето кои ги произведуваат калемите и кои се повикуваат дека тие не се виновни, бидејќи тие произведуваат квалитетни калеми. Ако е тоа така, болеста не доаѓа од било од каде, значи патогенот мора да е присутен, да му се створат услови и да тој покаже одма симптом на напад на чокотот. Тоа истото го имаме во милион случаи во градинарството, здрав семенски материјал, а он има вирус и гледаме после тоа и заштитувано растението и се, од семенскиот материјал вирусниот корен го шири вирусот после тоа преку вошки, преку трипси и така натаму се шири по целиот насад. Значи со еден збор, една од главните наши поенти на таквото нешто, за да се спречи понатамошни такви хаварии и губења, неминовно е да имаме ние здрав, сертифициран материјал, сигурен и сортен, кој ќе ни даде една сигурност за подигање на овошниот насад, кој има своји трошкови и трошковници за неговото подигање. Мора да кажеме дека, кога ќе погледнеме Европската заедница, има контакти, таквите случаи ги има и во Германија, таквите случаи ги има и во Шпанија, таквите случаи ги има и во Франција, каде французите доскоро ја користеа како натриум арсенитот, го користеа како еден многу ефикасен лек за еската, но тој доби забрана за производство и сега во поново време имаме во европски размери препаратот Ескудо, кој навистина применет во
правите моменти, почетокот на вегетацијата, тој фактички го санкционира секакво можно инфективно делување на еската, заедно со фомопсисот, со вертицилиумот и со еутипата кои комплексно делуваат. Исто така, во поново време постои препарат Рамин, каде што во Република Македонија тие буквално никој не ги користи, бидејќи ги немаме, хемиските индустрии не ги имат внесено или така натаму, кој исто така дава добри резултати при правилно стручно применување. Прво има превентивен квалитетен чин на чистење и тоа прскање после кроењето, каде што тој заштитува буквално можни инфективни процеси, чак и со стерилизација на самите инструменти, на маказите и така натаму, и дава одредени резултати кои нешто треба да се види. И во поново време има паста Нектес, што дава квалитетни резултати по однос на санкционирање на еската. Но ние ќе се поврзаме на нешто попрактично, кое е нешто вредно, а тоа е да имаме консултации со стручно лице и да таквите појави се ограничуваат и да се навремено делува со одредени фунгицидни третмани, каде што имаме сознание, дали е тоа фосетилната компонента, што многу луѓе веќе видоа дека тука на вистина се прекинува понатамошниот развој на еската, како и ервинијата, како опасности, ервинијата што е по крушката и по туњата и така натаму, но сето тоа треба проучување. Са еската има уште многу да зборуваме. Ние имаме такви екзактни случаи од одредени чокоти кои ги следиме редовно. Мора да кажеме дека се работи за еден комплекс од патогени, каде што овој стереохирситумот е основот, а не помалку аранжман и подстрек во уништување на квалитетно ткиво има и фомопсисот. Знаеме го фомопсисот што се прави и ние порано зацртувавме дека тоа исклучиво фомопсисот, посебно кај вранецот, како многу чувствителен, дека фомопсисот е исклучиво тој што чокотите ги ништише. Иако има таму и вертицилиум, има и еутипиелата, и стереохирситумот. Тоа е, значи, делување на комплекс на патогени кои ја ништаат виновата лоза. За да се тоа санкционира, треба. Тоа е како една необходност. Со оглед на тоа дека оваа година ја бележиме експанзијата на развој на оваа болест, која може следните години да го унакажи лозарството, кое ни значи многу, необходно е, бидејќи ова што го имаме сега сознание, и Кавадаречкиот регион, Неготинскиот, Струмичкиот, Велешкиот, Свети Николскиот, Гевгелискиот, таа бележи експанзија на развој. Тука, на ниво на Македонија, необходно, ама точно необходно е да се изработи една по-обсежна програма од квалитетни стручни кадри експерти од лозарството. Заедно со заштитарите, со користење на државните лаборатории, да се тој проект на еден начин точно проучи, да се најдет начинот и целта да спречување на ширење кое се заканува за поголеми размери во догледно време да превземе за уништување на виновата лоза. За тоа нешто ние ќе имаме и понатаму одредени прилози, но од тој есенски дел веќе ќе мора пред кроењето да се размислува како и на кој начин стратешки да се постапи за еската, ја санкционираме, ја едноставно слистиме од можните патогени кои ја ништи виновата лоза
точно во овие периоди кога е таа во фаза на плодоносење. На крај сме од ова издание на емисијата Агроспектар, професоре, пораката за крај. Таа и сличните такви болести, бидејќи тоа венење или фузариоза го има и кај пиперката, ја имаме венење на цели стебла кај другите видови, дали тоа кај сливата, дали тоа кај праската, кај кајсијата, за апоплексијата имаме баш и прилози давано. Тоа се болести на тоа денешно време, а фактор број 1 е точно времето. Времето со оние стресни состојби, со оние услови кои ги исполнува за патогенот да ја остваре она примарна зараза и постепено се шири, посебно во стеблото, за овие болести зборам, и каде што стеблото во полна родност, кога треба да го даде максимумот, тоа почнува да колабира и производителот мора да го сече и да го истера. Таквото нешто има свој историјат. Ние во нашите емисии збориме за една стратегија во развојот на земјоделието. Република Македонија како парче земја, не сега 8 милиарди за пруги, не други големи задолжувања со 24 министерства, сето тоа е обременување на државата, а никакво осврнување на она што минатата недела ние зборавме за ресурсот во аграрот, како да го максимално искористиме. А ќе ни донесе и девизија. Јас ќе бидам среќен како човек од Струмица, кој го знам и типот на земја, кој го знам и 274 светлосни дена, кој го знам и народот, кој сака да работи и да има. Од бугарската граница до Радовиш, типот на почва е фантастичен. Наместо што се размислува, и уште се размислува од некои политиканти, кои влегле во политиката да кјарат, рудник ќе се отвара. Од Ново село до Радовиш 1000 хектари пластеник со најнови перформанси. Да се искористи сонцето, да се искористи водата што ја имаме, да се искористи почвата. И населението кое е 74 села. Ние имаме 120.000 жители. Струмичко. Сега, во секое село има поостанато уште по 3-4 фамилии. И тоа претежно возрастни. Сиот млад свет е отиден во Швајцарија, во Италија, во Германија. Таквата мотивација не да ни се дава на луѓето 250.000, на брачен пар врати се во земјоделие, тие, ако им се дадат тие пари, тие ќе ги потрошат и пак ќе немат ништо. Изгради оранжеријата, таму има си имотни правни односи, секој е учесник и собственик на оранжеријата. И ќе ја гледа домаќински. Може да произведува. И има да произведува храна за европскиот пазар, кој ќе ја посакува, затоа што се, јас сум возрастен човек, тоа што се има произведувано во Струмичко, бидејќи бе фитопатолог на граничен премин и јадници камиони летаа за странство. Ние имаме големи можности преку аграрот да воскреснеме и да имаме стандард подобар од Луксембург. Тоа го реков минатата недела. И крајниот епилог, ние ќе бидеме, секој граѓанин ќе се чувствува свој на своето, на своите површини. Значи оранжеријата која е изградена, нека и нема да кошта 7 милиарди. Ќе кошта многу малку. И петричниот плинот за дополнително грејење, имаме банско топла вода. Има можности да се најде, меѓутоа да се најде солуција. Меѓутоа на такво нешто, верувајте, јас сум во земјоделието, во таа наука, да кажем, или во тоа производство повеќе од 50 години.
никој не размислува на аграрот како стратешко најважното, единствено Киро Глигоров го рече тоа, дека аграрот и оние ресурси кои ги имаме, ако се максимално искористат, организира младиот народ, верувајте дека од странство ќе си доаѓаат луѓе кои работат таму како наемници, а тука ќе бидат собственици. А јас имам такви случаи кои дошле на својата нива, на неговиот татко, организира оранжерија и сега неговото производство за наредната година вика веќе ми е продадено. А Која тука до самата берба сите да не бидат е така? непознато. Така. Се надеваме на подобри времиња Со во еден секој случај. збор, неминовното, ние сега лутаме ту, дали не сакат бугарите, дали не сакат грците, тоа не треба да нас многу интересира. Ако ние извадиме квалитетно производство, европскиот пазар ги каже, нема токсичност, малку третирање, малку ѓубре употребено, а квалитетен е производот за моето здравје, еколошки чист. Таквото нешто треба да биде таа крилатица што Македонија треба да ја има, а не да ние веќе размислуваме. Голем дел од трговците, професоре, не е толку важно, ќе си увеземе вика од Албанија краставици, од Турција тоа. Тоа веќе и се случува. Он дека има провизија на увозот на таквите производи, а што увезуваме, јас исто така добро го знам. Не знам која е причината да не тргне тоа од Македонија. Да има собствено производство што имала барем во склопот на Југославија, струмичкиот регион само да се земе. Што се произведувал од градинарски култури, од бостани, од тоа. Светски приноси. И сето тоа нема причина да не се реализира сега. Површините се исти, само треба едно спојување, треба еден елан и треба еден ред во таа држава каде што треба се почитуваат и законите, и одговорностите, и почитување на државното земјиште, кое е упропастено и распарчено од нечестната приватизација. А за кое нешто никаква одговорност од никој нема. Никој не понесе. Тоа е една суштина со која се надевам дека убави денови за Македонија ќе има кога ќе се осврнеме малку повеќе на аграрот како стратешки важна работа за Македонија да добие и стандард, да добие и среќен граѓанин кој сака да живее во Македонија. Благодарам, професор. Благодарам и вам. Почитувани, ова беше уште едно издание на емисијата Агроспектар на КТВ. Имајте убави моменти.